Ден пред големиот христијански празник Богојавление Водици, на празникот наречен Водокрст се пости. И секоја година се извршува големиот богојавленски водосвет. Оваа година постот е со масло, бидејќи се паѓа во ден недела. Според Светата православна црква, на овој ден се воспева силата и моќта на Светиот крст. Се врши крштевањето на водата и таа со силата на Светиот Дух добива лековита моќ. Празникот е востановен во спомен на некогашните обичаи кои се изведувале на тој ден, кога биле крштевани луѓето кои го примале христијанството. Еве го поминавме Божикниот пост и се уште се наоѓаме по празненството на раѓањето Христово. Сепак, за да не се нарушат каноните, црквата определила еден ден пред Богојавление да се пости. Ова година се паѓа во недела. Во недела и во сабота, кога ќе се падне Водокрст, е пост со масло. Но покрај водосвет, утре е предвидена голема празнична литургија во храмот Свети Никола во Штип. Како што потенцираше протоиереот Добрица Јанев, литургија е предвидена и во понеделник пред одењето на реката Брегалница. Во недела веќе се служи литургија на Свети Јован Златоуст со голем богојавленски водосвет, и веќе во понеделник се служи литургија на Свети Василий Велики со голем богојавленски водосвет, кој ќе се изврши на реката Брегалница, на кој ќе чиноначалствува митрополитот Брегалнички господин Ларио. Инаку Водокрст се одбележува секогаш на 18 јануари, менува ден, но никогаш датум. Ако празникот се празнува преку неделата, постот е строг. Ако е за време викенд, односно сабота или недела, постот е со масло.